Почитувани гледачи, добар ден. Јавната здравствена установа, Центар за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација во Скопје, повеќе од 6 децении неуморно работи на проблеми и отстапки во слухот, говорот и гласот кај децата и возрастните. Со тимска работа, знаење и хигиена во просторот, каква што одамна не сме виделе, љубезност и стручност во оваа јавна здравствена установа, можеме да кажеме дека ја извојуваме како добар пример за идентификација какви здравствени услуги сакаме сите да имаме во здравствените установи. Центарот за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација во Скопје постои од 1962 година. Неколку пати го менуваше своето име, бидејќи сакаше некако со името да се опфати дејноста, бидејќи во самото формирање на оваа установа вниманието било најпрви насочено кон нарушувањата на слухот. А понатаму се проширила дејноста и за рехабилитација на говор, глас, јазик и голтање. Така да овој центар можеме да се пофалиме дека е акредитирана установа. Тоа значи дека навистина се работи за центар во кој што посебно внимание е на квалитетот на работата, а тоа значи сите мерки и дејности што се опфатени во овој центар се во склад со медицинската наука и со логопедската наука, како и во склад со знаењата и вештините на вработените. Можеме да се пофалиме дека од вработени 61 имаме 31 логопед, имаме еден сурдоаудиолог, ортодонт доктор, доктор психијатар, психолог, 8 специјални едукатори и рехабилитатори и 6 медицински сестри. И со ова навистина и со човечките ресурси, значи и по капацитет на прием и третмани, сме еден најголем центар во нашата држава. Се наоѓаме во кабинетот за аудиологија при Центарот за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација, во кој што кабинет на секој еден пациент кој што ќе дојде на прв преглед во нашата установа се врши мерење на слухот. Мерењето на слухот ни е важно бидејќи говорот е многу тесно поврзан со самиот слух. Ако човекот не слуша, немаме како да имаме правилен развој на самиот говор, па заради тоа дел од дијагностичкиот тим е и кабинетот по аудиологија, за да може на крај логопедот да биде сигурен во дадената дијагноза и после рехабилитацијскиот третман да се одвива во правилна насока за самиот пациент. Во кабинетот за аудиологија поминуваат лица од најразлична возраст, пациенти од 3 години па до 99 години. Значи не сме ограничени со годините на старост на самиот пациент. Имаме откриени скриени наглувости кај дечиња, баш онака каде што имаат проблем со одредени гласови, но вака во комуникација не се забележува таа отстапка во слухот. И после кога ќе ги внесеме, тука кога ќе го направиме испитувањето кај нас, излегува дека на фреквенциите каде што се наоѓаат самите гласови има отстапки од слухот и тоа дете фактички не го слуша дадениот глас и заради тоа не може да го каже. Ако не е помошта од овој кабинет, ако не сме да направиле тоа испитување, логопед како логопед ќе си ја врши својата работа, односно рехабилитација на дадените гласови, но резултатот нема да го има, баш поради тоа што детето не ги слуша дадените гласови на таа фреквенција.
Од медицинскиот дел имаме 5 единици или 5 оделенија, тоа се за специјалистичко-консултативна дејност оделението, каде што доаѓаат сите на првичниот преглед, каде што се формира картонот. И исто така и по ова се разликуваме од другите логопедски установи во државата, бидејќи имаме еден тимски пристап за диагностика. Потоа имаме оделение за вродени нарушувања, оделение за стекнати нарушувања на говор и јазик, оделение за интензивен третман, каде што имаме дечиња со развојни и первазивни нарушувања и оделение за слушни нарушувања. Раната говорно-јазична интервенција е од големо значење за целокупниот говорно-јазичен развој кај едно дете, а посебно за оние деца кои што имаат доцнење и проблеми, потешкоти во истиот. Оваа програма представува поидовна точка во целиот рехабилитацијски процес на деца под 3 годишна возраст. Тие ги примаме и ги вклучуваме во овој третман по поминување на целокупна диагностика од тимот кој што е вклучен во таа диагностика, а преку мој термин. Потоа во координација со раководителот и со одговорниот логопед или сурдолог се вклучува во третманот. За овој третман најважно би било да кажеме дека погодни кандидати кои што ги исполнуваат условите се најпрво критериуми кои би ги издвоила се возраста, видот на говорно-јазична потешкотија што ја има детето и други фактори, односно дополнителни потешкоти или состојби. Кога станува збор за соопштување на диагнозата, сум многу внимателна и со почит кон чувствата на родителот. Значи, секогаш започнувам со она што е позитивно кај детето. Значи, со оние позитивни карактеристики, со она што детенцето може за развојната фаза да го направи. Тоа ги опушта родителите и ги прави среќни. Ке кажете, гледам дека има интерес за играчките, гледам колку е успешен во сложување, сложувалки. Значи, одиме на позитивното. За да постепено преминам на оние карактеристики кои не се вклопуваат во развојниот пат на детето. При тоа, однесувањето на родителот, емоциите кои ги манифестира родителот се многу различни. Какво и да е однесувањето на родителот, дали е тоа шок, неверување, негирање. Често ке родителите се јавува чувство на вина, дека не се јавиле на време, дека некаде погрешиле. Некои се анксиозни, некои се тажни, ке почне да плачат пред вас. Вие сте тука само како поддршка. Не коментирате, не реагирате, значи дозволувате, давате време да родителот си ги собере мислите, чувствата. Продолжувате со тоа што ги наведувате чекорите кои ќе значат подобрување на однесувањето, на проблемот со кој се соочува детето. Луѓето кои што се родиле со нормален слух и говор и во текот на животот може заради одредени причини да претрпат редукција или губиток, што не е и лесно да се премине од едната на другата страна на животот. Меѓутоа, се случува, а тука сте вие како стручни луѓе да ни кажете што со луѓето кои поминуваат низ афазија. Како ги третирате? Најчест симптом кој што се појавува кај афазијата е пореметување на јазичната функција. Кај овие пациенти имаме пореметување во разбирање на јазикот, имаме пореметување во пишувањето, пореметување во голтањето, исто така имаме пореметување и во читањето. Кај овие пациенти може да дојде до пореметување на изговор на правилна реченица, односно доаѓа до аграматизам. Диагнозата кај овие пациенти ја поставува логопедот, при што логопедот прави клиничка проценка на говорот кај пациентот и употребува стандардизирани тестови, како што е тестот на Бостон, тестот за испитување на флуентноста на говорот. Започнуваме со третман кај пациентот. Кога треба да се започне со третман на пациентот, треба да добиеме дозвола од неврологот или од невропсихијатарот за да ја потврди општата состојба на пациентот, дали пациентот е во состојба да почне со логопедски третман или не. Откако ќе ја добиеме таа
потврда од докторот, ние почнуваме со третманот. Добар котерапевт е семејството, односно еден член од семејството кој што може да изврши поддршка, да му даде поддршка на пациентот и да воспостави континуиран логопедски третман во домашните услови. На почетокот тешко е на родителот да му објасниш дека самото дете, неговото дете не слуша одредени фреквенции, бидејќи во нормален разговор не делува дека тоа дете има проблеми со слухот. Тука малце и е емотивната страна кај родителот засегната, смета дека ние намерно го правиме неговото дете баш наглуво, но во разговор и во објаснување од наша страна многу лесно и многу добро го прифаќаат тој момент. Многу е важно и би истакнала дека клучниот момент го игра семејството во третманот. Ги вклучуваме децата во третман, понатака нели се даваат инструкции за работа дома, со што го поттикнуваме развојот на детето, односно преку секојдневните рутини и ситуации во домот да се поттикнува истиот, со што ни овозможува до следната средба да поттикнеме промени кај истото дете. Имаме неколку типови на аудиометриски испитувања што ги правиме во нашиот кабинет. Например, ќе спомнам неколку. Едно е дистриктивна аудиометрија, друга е тонална аудиометрија, аудиометрија во слободно поле, визуелна аудиометрија и говорна аудиометрија. Се наоѓаме во кабинетот за биофидбек и неурофидбек метода при Центарот за патологија на вербалната комуникација. Накратко би сакала да ви представам што значи биофидбек методата. Значи тоа е научно засновен методот кој што користи инструменти за следење на внатрешните сигнали кои што се надвор од свесна контрола. Односно тука спаѓаат пулсот, односно отчукувањата на срцето, температурата на телото, дишењето, мускулната тензија, кожната спроводливост или потењето и активноста на мозокот. Целта на биофидбекот е овие параметри кои што се физиолошки во телото, значи да ги доведеме до едно свесно ниво за да може ние како индивидуа да ги искористиме за подобрување на нашите перформанси, односно тоа значи дека сакаме да ги доведеме на свесно ниво, затоа што на тој начин можеме да ги контролираме и на тој начин можеме да си го менаџираме сопствениот стрес кога ќе се најдеме во животна стресна ситуација. Широка е дејноста на центарот, значи ние работиме и на превентива, на детекција, рано откривање, диагноза, на најразличните состојби во најширок смисол на зборот комуникација, значи сите типови на нарушена комуникација. Имаме и хабилитација и рехабилитација, да одвоиме како поим, бидејќи работиме и на поддршка и на здрави дечиња, каде што говорно-јазичниот развој доцни. Но исто така имаме и рана диагностика и третман на дечиња кај што имаме потешки проблеми поради состојбата, поради медицинската диагноза. Како вродени, така третираме во центарот и стекнати нарушувања, како што се нарушено ритам и темпо на зборувањето или дисфлуентните нарушувања, афазијата, што за жал се почесто се јавува и кај помлади личности. И затоа некако планираме тука да го прошириме. Веќе проширивме со уште еден логопед во оваа дејност. Сакаме понатаму да го прошируваме. Значи, ние во моментот тука спроведуваме третмани кои што ги споменав претходно институционално во институциите. Сега во текот на оваа година од почетокот, јас и колешката која што работиме во овој програм за рана интервенција, сме посетуваме една обука која што е организирана и овозможена од страна на УНИЦЕФ, која се вика рана интервенција во детството, семејно ориентиран пристап, која што е насочена кон семејството и се работи трансдисциплинарно со повеќе професионалци во тимот, е насочена кон давање на услуги во семејството. Значи, примарниот давател на услуги од тимот оди во семејството и таму ги спроведува
спроведува сите овие говорнојазични интервенции кои што претходно ги опишавме и набројавме. Се препознава потребата на детето во зависност од тоа што детето и семејството во моментот им е приоритетно, дали говорот или моториката. Тоа е примерниот давател на услуги, односно логопедот или физиотерапевтот. Тоа е оној кој што има средби со семејството, но и средби со целиот тим, каде што ги координираат сите цели и чекори за понатамошниот третман. Целите ги клучната улога во поставување на самите цели во третманот ги има семејството. Преку едно интервју кој што го спроведува логопедот или физиотерапевтот, зависно од кој е примарен давател на услуги, тоа се нарекува интервју базирано на рутини, се поставуваат цели на третманот и во зависност од темпото на остварување, така и се организираат и тие средби со семејството, во семејството и со другите професионалци. Ние работиме и на превентивата, можеме да се пофалиме со таа превентивна програма која планираме во иднина и да ја зголемиме. Со Министерството за здравство прегледуваме околу 2000 дечиња во детските градинки и околу 2000 прегледи имаме на годишно ниво во нашата установа. Многу ни е битна таа карика, бидејќи, знаете, во раното детство, ако не се вклучи семејството, таа е многу важна карика, ние работиме на тоа, работиме советодавно и инструктивни третмани даваме на родителите, бидејќи многу ни е важно за добриот развој на детето да ги зголемиме компетенциите на родителите. По насоки од Министерството за здравство излегува на терен, правиме систематски прегледи. Во систематските прегледи по градинките се оди во градинките во најголемата група, односно предшколските деца, каде што одат тим на логопед и на аудиометрист, кои што вршат испитување на кога гледат говорниот статус, развојот на говорот, дали има проблеми со говорот или евентуално баш има некој детенце кое што е пропуштено и не видено дека има оштетување со слухот. Затоа исто е битно и во тимот низ градинките оди аудиометрист, баш поради тоа, за ако има нешто сомнително, да се препрати кај нас до диагностика, за да бидеме 100% сигурни и да не изгубиме значајно време во рехабилитација на самото тоа дете. Се почесто ни доаѓаат и дечиња на школска училишна возраст, бидејќи се почесто децата имаат проблем со моториката. Се смени начинот на живот, начинот на играта. Најчесто се игра пред телефоните или такви некои компјутерски игри. Недостасува моторичко движење на децата за правилен развој. Моето долгогодишно искуство, јас денеска прв пат облекувам мантил и тоа токму поради вашето снимање. Јас како детски психолог никогаш во работата со децата не носам мантил. И реакцијата на децата е многу позитивна. Вообичаено кога ќе влезат и родителите реагираат. Еве една тетка без мантил. И они се баш така среќни и поопуштени. Да, сметам дека белиот мантил, посебно за децата, представува проблем. Обично се тоа негативни искуства кога се да кажам престои по болници, боцкање, хоспитализации, земање крв, прегледување непријатни прегледи, така да тоа се тие негативни искуства кои влијаат, меѓутоа да, сметам дека треба да сме ние малку по опуштени без бели мантили. Размислувам дека ние треба да се развиваме и дека ние треба да вработуваме и нови логопеди и специјални едукатори и рехабилитатори, за да можеме да постигнеме, бидејќи за жал се повеќе лица имаат потреба од логопедски третман. За жал. Тој број на особено и дечиња се зголемува, кои што имаат потреба да се провери, да се детектира на време, да се третира. Ние сме наставна база на медицинскиот факултет, имаме професорки наши вработени, но исто така имаме меморандум за соработка и со другите факултети, така да установата е отворена за соработка со образовните институции во државата. Ова е
регистрираат сензор за дишење. Го регистрираат дишењето и испуштањето на воздух. Така, овие сензор, овие се за кожна спроводливост, односно емоционална реакција на стрес, ја мери. Потоа имаме температурен сензор, кој што исто се стават овдека на прстот, и имаме ова е сензор, тој средниот, тој е за мерење на вариабилноста на срцевиот ритм. Практично тоа е еден од поважните сензори кои што ние ги мериме. За да го поттикнеме ние пациентот, односно лицето со афазија, треба да дозволиме лицето само да зборува, да не го прекинуваме и да не зборуваме во негово име. Исто така да му дадеме доволно време за тој да ја искаже јазичната мисла. Доколку пациентот не е во состојба да почне да зборува, треба ние да му го кажеме првиот слог или пак да му го кажеме целиот збор за тој да отпочне сам да зборува. Доколку пациентот почне да зборува брзо и да има неразбирлив говор, треба да му насочиме дека треба да го успори говорот за да тој да биде поразбирлив. Исто така пациентите кои што се во средина каде што има многу луѓе и галама, тие многу брзо се изморуваат, затоа се препорачува да бидат во тивка и смирена средина каде што пациентот ќе се чувствува подобро. Може да посетат нашата веб страница jzusluggovor.glas.mk, каде што ќе ги добијат детално сите информации за тоа како работиме, со која патологија работиме и каде се наоѓаме. Инаку се наоѓаме на улица Белградска, број 15, во склоп на Клиничкиот центар во Скопје.